романтичарите по пети пат во финалето. Интересно, тие станаа специјалисти затоа што тоа постигнување го остваруваат во последните 7 сезони со по 2 титули и 2 загубени финалиња, додека пак Металург го игра своето второ финале, единственото го освои во 2011 година. Но Металург се радува на еден прекрасен момент кој што се случи пред отприлика еден час. Младинското финале го добија јуниорите на Металург. Во финалето одигра со Вардар 1:1, а по изведувањето на пенали фудбалерите од Железарница со 6:4 стигна до Пехарот. Еве ги сега двете екипи, сениорските екипи излегуваат на теренот. Рековме фудбалерите на Металург еднаш игра во финалето им се посреки. Во изминатите сезони беа во шампионатот на Македонија до вице-шампионските титули. Работнички една деценија наназад има прекрасни резултати зад себе. Сето тоа е навестување за интересни 90, а може би 120 минути, бидејќи доколку биде нерешено, ќе се играат продолженија, а потоа пеналите може би ќе го дадат новиот победник во Купот на Македонија. А како што е вообичаено и како што личи на големото куп финале, како вовед химната на Македонија. Прекрасниот вообичаен вовед, а да видиме што велат тренерите, двајцата дебютанти тренери во годинашнава сезона. Прв пат се соочија со предизвикот да бидат на клупата на Работнички и на Металург Игор Ангеловски и Срđan Захариевски, а честа да го суди ова финале ја доби Димитар Мечкаровски од Скопје. И тоа прв пат во едно големо куп финале, иако водеше два меча меѓу овие две екипи, 1-1 првенствен и 2-1, дуел што го доби тука Металург и што дополнително ја закомпликува ситуацијата во домашното првенство. Значи за Работнички Стојчев, Најдовски, Тодоровски, Маневски, Силјановски, Велковски, Сулейманов, Петровиќ, Милушев, Илиовски и Илиевски. Во принцип, еден е проблемот за тренерот Игор Ангеловски, тој е повредениот Стефан Вујчич, кој во дербито против Вардар заработи потрес на мозокот. Тој е формално само на клупата за да биде дел од победничката или екипата што игра во финалето и да го добие медалот кога веќе цела сезона ја одигра низ Купот на Македонија и постигна 3 гола за екипата на Работнички. Ова е составот на Металург: Ефремов, Ѓоргиевски, Лјамчевски, Пеев, Симоновски, Митревски, Џонов, Вујовиќ, Стевановиќ и Бериша. Екипи што играат по четврти пат сезонава, 0-0, 1-1 и 2-1 за Металург. Интересна е меѓусебната традиција, но и два тима со нешто што се одликуваат, а тоа е Работнички дека е најефикасниот тим во Купот со 19 постигнати голови, а екипата на Металург има најдобрата одбрана со само 2 примени по погодока. Еве сега нова акција на Маневски одново, немаше најдобра контрола. Маневски, одлична интервенција на Ефремов.
Малку за Велковски од огромна далечина и сосема солиден удар и дури опасен со оглед на тоа дека имаше преку 35 метри, но внимателен е Ефремов. За оваа театарска атмосфера што е на Филип II арената, малку да се раздвижи, малку да се нештата да се разбрануваат, инаку сега веќе има околу 2000 гледачи, можеби 3. Вековно отворени се вратите на Филип II арената, игра два скопски клуба и сега еве првите искри на теренот, сосема непотребно од ненадеж, воинствено расположени, колку да беше мирно Джетловенски, сега гледате искри во очите, сосема непотребно. Ке реагира сигурно судијата Мечкаровски, има 5 судии и дополнително е интересно, таму е Ставрев, например, нашиот најдобар судија. И сега во консултација со Кировски, со својот прв помошник. Мечкаровски црвен картон, да видиме за кого, за Пеев ли ќе биде црвениот картон. Да. Реагираат фудбалерите на Металург, барајќи таква казна и за оној што учествувал во дуелот со Пеев. Но реакцијата на фудбалерите на Работнички беше на неговиот потек. Значи, голем хендикеп, 32 минута, непромислен потек на искусен фудбалер, како што е Пеев, колку и да беше предизвикан во еден мирен меч, кој што допрва треба да се развива. Ова е голема грешка. Еве да видиме и зошто. Навистина беше случајно удрен. Сега не забележуваме камерата во Сергеј Јамчевски, дали го удри Сулејманов кој лежеше. Мислам дека оваа втора камера на реприза може да го потврди. Во секој случај дилеми нема. Мечкаровски можеби не врши во прв момент, толку беше близко помошникот што е тоа јасно. Да видиме, тука случајно беше удрен и сега дали нагазнува тука, веројатно нема зошто да не веруваме, и газел Пеев. Апсолутно заслужен е црвениот картон во 32-та минута. Маневски на поблиската статива, мешаница, брани Ефремов, голема шанса, нема погодок. Дали е Најдовски таму од втор план? Не, Велковски. Велковски. Милушев, до него е Јамчевски. Маневски ја остава таа топка, имаше играње со рака и пенал за Работнички. Сликовито објаснува Мечкаровски зошто е пеналот, затоа што фудбалерот на Металург ги поставил рацете, бранел, дали себе или голот, се едно, ако не се во природна позиција, тоа е пенал, а ќе го видиме тоа уште еднаш. Обид на Велковски, пребргуе оваа забавена снимка. Ево уште еднаш. Топката удира во рака, можеби немаше намера, но се брани голот. Доволно елементи да биде покажана најстрога казна, дали за ова треба и веројатно за работа жолт картон Вујовиќ. И токму во судиското на дополнување, како среќата да се врти на страната на Работнички. Пенал. Нормално Маневски. Истече и таа минута судиско дополнување. Еве го сега жолтот картон за Вујовиќ, ако не од прво, од втор пат. Има такви сугестии, ако не е намерен, а е пенал, да не се досудува и жолт картон покрај настровата казна, која што веќе во судиското на дополнување ќе ја изведе Маневски во дуел со Ефремов. Сигурен Маневски, Работнички води 1-0. Благодарение на двојната невнимателност на Металург, црвениот картон на Пеев и сега можеби губењето на среќата или таа доза што ја немаа фудбалерите на Металург, топката да го погоди врака неговиот фудбалери преку пенал. Маневски со својот пети погодок во Купот на Македонија им носи предност на фудбалерите на Работнички и тоа во времето кое што измина во првото полувреме.
За еден тренер, навистина е ова голема несреќа. Најнапред црвен картон добива фудбалер, па во последните секунди од пенал да се прими гол за екипа која што е со 10 фудбалери. Сепак Митревски. Топка упатена кон Маневски, но добро затвори Бериша. Сулејманов, еве шанса за Работнички. Маневски, да видиме, продолжува конфузијата во одбраната и тоа ќе биде слободен удар за Металург. Стевановиќ. Одземена топка, 2 на 2. И натаму Петровиќ, Тодоровски. Обид на Тодоровски, го загуби аголот, како да се колебаше. Јанчевски го изгледа многу по-конкретно. Еве голема шанса, нема погодок. Излезе Стојчев, немаше контрола на таа топка. Бериша, Од се во ова аут за фудбалерите на Металург. кои веднаш офрлуваат, не чекаат да им биде укажана лекарска помош на некој од фудбалерите на Работнички. Таму Крстев пајаше и сега тргнуваат кон петиот дополнителниот помошник. Смирковски мисли. Да. А Работнички е во контра за трет куп трофеј. Голема шанса. Не успева Марковски. Ефремов го чува Металург. Маневски. Ова можност за фудбалерите на Работнички. Лево е Сулејманов. Добива топка. Сулејманов со настотна шанса. Ќе има ли гол? Дриблинг на Сулејманов и од се во ова одново јунак е Ефремов. Трагичен јунак ќе биде, бидејќи неговиот тим се помалку шанси има, а тој блеска на голот. Петтиот во екипата на Работнички. Сулејманов. Одлична нова можност за фудбалерите на Работнички. Петров 2:0. Тука е крајот. Четврти гол на Петров во годинашната сезона. Гол кој што дефинитивно му го носи пехарот на Работнички. Трета среќа во оние меч топки за кои што зборувавме. Нова контра која што немилосрдно, милиметарски точно со извонреден удар кој што не можеше да го брани феноменалниот Ефремов вечерва. 2:0 за Работнички. Тука е крајот. Тука е третиот куп блесок во витрините на Работнички. Нема проблем излезе. Остави Маневски на Илиевски, колку за крај. Трет куп трофеј за екипата на Работнички. Сумирајќи заслужено, им се поклопија коцките во ова нивно пето финале, затоа што Пеев заработи непотребно. Црвен картон во 32-та минута, има среќа по ударот на Велковски. Топката врака да го погоди Вујовиќ за пенал и за водство 1:0. И во второто полувреме многу беше едноставно или пак рутински да се доработи со играч повеќе мечот за конечни 2:0 во 92-та минута и контрата на Петров. Второ финале, прв пораз во мечот за трофеот од купот за Металург. Работнички по 5 години го враќа пехарот во своите витрини. Романтиката во овие моменти владее на Филип II, арената се радуваат овие фудбалери кои што дадоа печат на годинашната сезона, го прославуваат првиот свој успех, а имаат шанса да стигнат и до двојната круна. Работнички апсолутно ја заслужи оваа победа. Зад себе има навистина еден извонреден резултатски период. Металург останува со сништата, останува да се надева само дека можеби во шампионатот на Македонија ќе биде сликата каква што е сега таму на спортивниот дел,
од теренот каде што се радуваат фудбалерите на Работнички. А сега најсвечениот момент кога од рацете на председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски му го предава пехарот на капитенот на Работнички Благоја Тодоровски. Мечтаеше за овој момент и еве го доживува. Високо го крева, среќен, пресреќен, а таму во позадина се неговите клубски другари ќе имаат вечерва можност долго време да се радуваат. Ова е за вечно сеќавање. Колку е да заморен задни полови ритам, среда, викенд, веројатно куп трофеот ќе биде дополнителен мотив да издржат и во трката за шампионскиот пехар, со оглед на тоа дека на 2 кола до крајот има 2 бода повеќе од Турново, 3 од Металург. Неизвестна е трката, Работнички има незгоден распоред, Металург е се уште во шанса, не се мали шансите и на Турново со оглед на тоа дека во последното коло ќе му биде домакин на Работнички, што значи супер интересна завршница и на шампионатот, што разбирливо најинтересните моменти и мечеви ќе го следите нормално на македонска телевизија.